Поштовани представници на општинската администрација, командирот на полициска станица од општина Бежност Куманово, поштовани представници на медиумите и останати присутни на оваа седница на Советот. Ја отварам 41-та седница на Советот на општина Куманово, која што се одржува денеска на 23 септември, следа со почеток од 10 часот и 15 минути. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред, кој претходно е усогласен на координацијата која што се одржа во врска со оваа седница на Советот, со вкупно 60 точки во дневниот ред. Во материјалите имате добиено вкупно дневен ред со предлог 58 плюс две надополнувања кои што беа договорени на координација, а тоа се точките предлог одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на исламска верска заедница на Република Македонија Скопје, Муфтиство Куманово, како 59-та точка и како 60-та точка предлог одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект на Македонска православна црква, Охридска архиепископија Скопје, Кумановско-Соловска епархија. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали имаме други пријавени по дневниот ред? Повелете. Ви благодарам, поштовани колеги, констатирам дека нема, затварам расправата по дневниот ред и истиот го ставам изјаснување, ќе ве молам да се произнесеме по електронски пат. Повелете. Ви благодарам, вкупно се произнесува 28 советници, едногласно за. Констатирам дека дневниот ред за денешната 41-ва седница на Советот е усвоен едногласно. Пред да поминеме по дневниот ред, отварам расправа по записникот од 5-та вонредна седница и 40-та седница на Советот на општина Куманово. Дали имаме пријавени по записникот? Констатирам дека нема, затварам расправата и предлогот, тој е записникот од 5-та вонредна седница го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 27 едногласно за. Констатирам дека записникот е усвоен. Ве молам да се произнесеме по записникот од 40-та седница на Советот. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 32 едногласно за. Констатирам дека записникот од 40-та седница е усвоен. Одиме, колеги, по дневниот ред, точка под број 1, информација за превземени мерки и активности од страна на полициска станица од општина Бежност Куманово во текот на првото полугодие од 2015 година. Имаме присуство на командирот на полициска станица од општина Бежност Куманово, господинот Антон Витковски. Воедно го поздравувам неговото присуство и отварам расправа по точката од дневниот ред. Повелете, дали имаме пријавени? Повелете, колега. Борис Тодорски. Благодарам, председателе. Поздрав до вас, колегите советници, медиумите, администрацијата и сите присутни. Не знам дали знаете дека комисијата не ја одржа својата седница за пат, а и пред тоа, а и предходно пред неја. Мада колегите советници што провери во
заедничките служби. Уредно беа поканети со датум и време на одржување, но еве трета седмица проект не доаѓа. Но да поминеме на полициското работење. На полициската станица општина надлежност Куманово, која со своите уставни законски функции има предземено обширни мерки за попречување и невозможување на секаков вид на криминал, што е за похвала, а и самите показатели во информацијата го покажуваат тоа. За поздравување процекот за превенција во својата активност вие за намалување на криминал, подобрување на јавниот ред, безбедноста во сообраќајот и мултиетничката комуникација поводом меѓу младите, градењето на доверба и на не ги набројувам сите други активности што ги презема полицијата и ги имаме информацијата. Уште еднаш подршка, голема подршка и похвала за полицијата. Благодарам. Ви благодараме на вас, поштован колега. Дали имаме други пријавени за дискусија? Поведете колешката Валентина се јави за збор. Благодарам, председател. Информација што ни е приложена од преземените мерки и активности на полициска станица од општинска надлежност, дека на прво полугодие има резултати. Се гледа дека криминалот во општина Куманово води на нагорна линија. Се намалува и тоа во областа на прекршоци, во областа на јавен ред и мир, сообраќајни незгоди, класичен криминал, па дури има намалување и кај делата имотни деликти, кој е најмногу бројан. И така натаму. Се тоа намалување е резултат, сите не се свесни и треба да признаеме од она што е приложено, а и во пракса се гледа дека Министерството за внатрешни работи, сектор Куманово, работи. И тоа со големи букви работи, се работи и ќе се работи. Нивниот труд и ангажираност во спроведување на ред и мир дава резултати. Драго ми е што и младите, нашата иднина од основни и средни училишта се вклучени во проекти што се во интерес на однесување на самите нив и во интерес на нашата држава, да станат совесни и честни граѓани. Пред се станува збор за проекти безбедни училишта, кои секоја година се реализира со активности во насока на безбедно училиште и имплементација на проекти пред состаноци, трибини, работилници, работни групи, одбележување на верски празници, ликовни и литературни надпревари, посети на СВР и така натаму. Потоа проект детско пристапништво со елементи на насилство, чија цел е препознавање на ризик за деликвентно и асоцијално однесување, семејно насилство, алкохол, дрога, злоупотреба на социјални мрежи, помош и заштита на малолетни деца, проект што опфаќа 16 училишта од општина Куманово со завршна манифестација под мотото "Сите заедно за безбедност". Затоа, продолжите со вашите проекти. Бидете она за што сте учеле и за она за што сте спремни, а вашата работа дава резултат. Благодарам. Ви благодараме на вас, поштована колешка. Дали имаме други пријавени? Поведете. Колегата Трајковски се јави за збор. Поведете. Благодарам, председателе. Бидејќи ве поздравија се овие првиве двајца колеги, еве и јас се поздравам сите кои го спомнаа. Колегата од Социјалистичка партија, председател на Комисијата за безбедност, даде една сугестија која ја дава неколку пати уназад. Значи, доколку ги поддржувате работи на Министерството за внатрешни работи, т.е. на Северо Куманово, а бевте присутни и вие и дел од колегите на она презентација, т.е. каратен СФОС, условно кажано, не ја гледам логиката зошто да не присуствуваат на седниците на комисиите. Знаеме дека комисиите се советодавно на совет, за разлика од оние што работат во парламентот, така да едноставно би ги запрашал зошто ги бойкотираат, тоест зошто ги бойкотирате овие комисии. Благодарам. Ви благодарам и на вас, поштован колега. Дали имаме други пријавени за збор? Поведете колегата Вестник.
Пранишмеве, люди думи не са офиали, не радије комисија, нешто което почнам да е на целене вој. Препо дошемо кам ја видите дербе персони из депортационни полицијни. Мановос, jer disa ajar ki me diskutuan da kriminalno për havarinë e cila po paraqitet në komunikacion. Zakonisht gjendja është e keqe, të rrugë hidrit e semaforat aty nuk kemi asnjë polis rrugor, i cili do t'i drejtojë dhe do t'i orientojë atë vetura, apo do t'i hekin për aty. Po nëse bëhet mirë e keqe elementare, që në digjet në një shtëpi apo në diçka, aty është e pamundshme me kaluan vetura me zjarfikse. Po jo vetëm ajo, po nëse ndodh në një smundje, pas vetura e ndihmës shpejt nuk mund kalojë. Po edhe në kom disa herë nuk kalohet, ju gjithë jeni të pranishëm aty dhe tash është koha kur gjithë e vizitoni pazarin në Gjelbër dhe e shihni këtë të llovi e cila bëhet në të rrugëve. Se nuk ndërmiret masa atje që ato vetura të cilat parkohen ku të arrijnë të heken apo të bakën me varianta e cila është në punë, në funksion. Ajo e këshirë vetëm bulevarin dhe prej aty dhe më thonë i hek veturat të cilat parkohen keq, ndërsa rrugica e cila shkon ka shkolla Bajram Shamanit, saktësisht të rrugë Idi, aty asë në komë në kalohet, a do të ndërmirë do një masë për eliminimin e këtij problemi, të cilin e kemi teksu disa herë në radhë, por rezultate nuk kemi. Nuk e kashë që Ви благодарам на вас, господин колега. Давам на край можност командирот да отговори на прашањето. Дали имаме други прашања, повелете колегата Арсич Александр. Poštovani kolegi, poštovani medijani, prisutni gosti, moj pozdrav do komandirot. Evo već je podolgo vreme sите сме заедно тука, разговараме за повеќе теми, за се она што го начи населението одека во општина Куманово, меѓутоа оно што е под надлежност на полициската станица на Куманово. Првен ќе се задржам, имаше неколку забелешки за она што значи работење на комисиите. Значи, секој член на совет си има своја обврска, како што присуства облека на советот, така да на седниците на совет, така да присуства на седниците на комисиите, бидејќи комисиите се помошни тела кои ги разгледуваат овие извештаи, исто така даваат одредени препораки овдека до советот, за да може да имаме што подобра слика и подобро пречистен текст за она што се случува во конкретен случај со полициската станица. Меѓутоа сакам да кажам неколку работи што ги сега слушнав и да дадам своји сугестии. Тоа е дека полициската станица секоја година има намалување на процент на криминал, и сколку години сум тука, повеќето светници кажа, чиниш не се однесува овдека на извештај на полициската станица, туку дека тече мед и млеко и дека ова е некоја фина представа. Меѓутоа, не е така во реалниот живот. Сигурно е дека како и во сите области, а посебно во полициската станица, имаме одредени проблеми. И ако гледаме дека секоја година и секој овој извештај што го овдека разгледуваме, секогаш имаме намалување на одредени криминалитети на територија на општина Куманово. До сега требаше да ги нема криминалите во општина Куманово. Дали тоа е така? Не е така. Затоа треба да дадеме своји сугестии за она што мислиме дека треба да го подобриме, да дадеме видување за полесно работење и на полицијата, меѓутоа и вклучување и на граѓанскиот сектор тука заедно. Ти кажам дека заедно со полициската станица и ние како советници имаме одредени акции, меѓутоа тоа не треба да застане тука. Имаме одредени проблеми за кои сакам да дадам своји видувања и забелешки. Тие проблеми се однесуваат највеќе за сообраќајот, бидејќи сообраќајот е онаа точка на која мора да застанеме сите цврсто. Таму кај што се движат возилата, тука мора да има стриктни правила.
Знаеме што значи сообраќајница. Сообраќајница значи представува пат кај што се движат возилата, меѓутоа се движат на друга лента се движат и пешаците, меѓутоа имаме и ленти каде што се движат велосипедите. Имаме направено такви и патишта, и велосипедски патики, и пешачки патики. Дали навистина ни функционира? Еве вчера имавме и ден, каде што беше ден за сообраќај без автомобили, меѓутоа дали може луѓето реално да гледат на работа и да се шетаат низ градот пешки или пак со велосипед. Дали би дозволиле со автомобил да се качиме на тротоар и да возиме меѓу пешаците? Сигурно дека не. Исто така не можеме да дозволиме и пешаците да се спуштат доле меѓу автомобилите и да се движат. А зошто? Бидејќи сите тротоари, не само на еден тротоар, и на друг тротоар, и на една лента. Значи во 3 реда колони се паркирани возила, низ кои возила пречат за одвивање и на сообраќај на пешаците и за одвивање на сообраќај на велосипедистите. Тоа можеме да го потврдиме и овдека, и кај пазарот, што кажа колегата. Меѓутоа, ако појдеме и по Трета Македонска, Драган Стопареви, Тоде Думба улица, доле по булеварот, секаде кај што ќе појдеме, ние не можеме да одиме пешки. Пешаците се изложени на еден страшен третман кај што мора да зачекорат на улица за да можат да се движат. Мислам дека тука треба да застанеме на крај. Втората работа, која се гледа дека исто така има малце подобрување од оние контроли кои веќе разговаравме за брзо возење, што се случуваат на брзите патишта, доле кај што е, иако секаде е 40, доле кај што е ние кај новиот базен и кај спортската сала на булеварот Октомврска револуција, на булеварот Трета Македонска, кај што сепак имаме одредени движења кои се над дозволените. Значи имаме пречекорување на брзините и мислам дека тука веќе се правеше одредена акција, меѓутоа мислам дека треба да се продолжи не само со казнување што зборуваме туку и заедно со работење со луѓето, односно едукација на возачите што значи тоа брзо возење. Затоа тука би предложил неколку мерки, како што беше онаа мерка што одеме кај луѓето во она што и сега во извештајот не можеме да го прочитаме, а тоа е што одиме по оние реони кај што имаше криза во месец мај, заедно со луѓето бевме присутни меѓу граѓаните, меѓутоа не значи дека сега не треба да се прават акции не само од советници, туку може и од ученици, може и од граѓанскиот сектор, од невладините организации, заедно со полицијата, да онаму кај што имаме автомобили ставени на пешачките патики, на велосипедските патики, да се стават некои рекламни материјали, да се разговара со тие луѓе, се со цел да се подигне културата на сообраќајот во општина Куманово. Не можеме ние да мислиме дека сообраќајната култура која зборуваме некогаш не за западните земји дека е развиена само од себе. Не, сигурно дека многу се работело и на едукација и на она што значи казнена мерка, бидејќи секогаш први треба да иде едукација за да се подобрат овие ситуации, а потоа за сите оние кои ги прекршуваат правилата на движење во сообраќајот, тие тогаш сигурно дека ќе имат одредени казнени мерки. Следната работа што сакам да продискутирам, освен овие две, значи за намалување што зборевме за криминалитетот, и втората мерка за сообраќајот е исто така она што го веќе имаме одредени седници, бидејќи не беше опфатено, а тоа е сигурно дека требаше овдека во извештајот да биде спомнат и 9. мај, ден кога во Куманово се случија немилите настани, меѓутоа овдека не можеме тоа сега да го дискутираме, бидејќи го немаме и вашиот став и вашето видување за она што е тоа што се случило и покрај тоа што имавме, редно беше да биде ставено во овој извештај, бидејќи директно полициската станица во Куманово беше вклучена, беше присутна на теренот и затоа во овој извештај требаше да бидат присутни и овие информации. За сега ви благодарам. Не благодарам и на вас, колега, и јас ќе земам спорт. Реплика победете колегата Трајковски. Благодарам, председателе. Значи, почитувам колега, 3 пати или не знам колку пати спомнахте за некои ленти кои се
од лево, десно, на средина, за кои ленти зборите? Или вие имате некои очила со инфрацрвени па ги гледате ли? 4-та година поред не е направена хоризонтална сигнализација, не е обележена. Не знам за кои ленти зборувате, што се однесува до тоа. Што се однесува за едукацијата на децата, го имате во извештајето дека Одсекот за превенција што работи, кои се училишта ги има посетено. Киро Бернас, Светозар Марковиќ, 11 октомври, да го има планот, каде што верувам дека и вие сте поканети доколку сте информирани. Ако не, тоа е ваш проблем. Значи, не ви држат овие две работи. За и околу 9 мај тоа командирот ќе се каже, за сега тоа. Контрареплика колегата Арсич, поведете. Не знам, кога ќе се јави некој за реплика, а не е спомнат и без да даде никакво видување не можам да се. Значи, тоа е ваше и во право сте. Меѓутоа во дискусијата да кажете дали се обележени пешачки премини или не. Јас ќе ви кажам едно. Дали на Октомврска револуција имаме булевар кај што имаме и за пешаци и за велосипеди? Имаме. Дали имаме на Трета Македонска и за пешаци и за велосипеди? Имаме. Имаме на многу места каде што таквите ленти се зафатени. Значи зборуваме конкретно за случај. Следното. Точно е дека полициската станица учествува во повеќе превентивни мерки во кои учествуваат децата. Тоа е за пофалба и кажа, тоа треба да продолжи и дадат насоки и своји видувања на кој начин да продолжи и онаму кај што го нема. Меѓутоа, она што мислите дека вие можете да го кажете го како насока. Меѓутоа, не да биде тоа само фалба, се ни е добро, се ни е чисто, меѓутоа после, чекај, сега имало и други проблеми. Благодарам. Ви благодарам на вас, колега. Почитувани колеги и советници, почитувам командира на полициска станица од општа надлежност. Задоволство е секогаш да се разгледува информација на полициска станица од општа надлежност и уште еднаш пофалби до командирот и до надлежните што уредно ја изготвуваат и доставуваат до Советот онака како што е предвидено согласно Законот за локална самоуправа. Но она во делот на содржината што истата го опфаќа, сакам да го пофалам, значи намалувањето на криминалитетот, класичниот криминал, но и сообраќањето како што е напоменато во самијата информација. Но искрено мислам и сметам, дури чувствувам како граѓанин дека работите на терен не се такви како што се прикажани во оваа информација. Јас знам дека полициската станица и верувам дека работи врз база на претходно одработени податоци. Но кога секојдневно функционираме и живееме во овој град, гледаме дека работите се поинакви од онаа што се прикажани. Пример. Пред неколку месец бев во полициска станица лично да пријавам дело. Кражба. За да пријавам една кражба, потребно беше да чекам повеќе од час и половина. Замислите, да пријавите кражба, чекате час и половина, а за да го решат случајот, веројатно ќе чекате година и повеќе. Интервенирав лично во началникот на СВР Куманово. Го побарав на телефон и ми се јави. За да му кажам дека, освен мене, во полициската станица во ходникот чека уште 4 други оштетени граѓани и никој ништо од надлежните службеници кои што беа таму на работа, освен еден, не превземаше ништо. На мојата интервенција по 15 минути се спушти инспектор кој што ги запиша податоците, се работеше за кражба за украден мобилен телефон. Исто така, значи нема да говорам во име на граѓаните, ќе говорам во моје лично име. Пред 4 месеци пријавив случај за закана по живот. Се уште нема епилог по случајот. Познат телефонскиот број, познато лицето кое што свртело на телефонскиот број да ми се заканува по живот. И сега се поставува прашањето, значи не ги давам овие примери за да побарам дополнителна правда за себе, туку се поставува прашањето.
ако на мене како советник, кој што ми избрале граѓаните, третманот во СВР е таков, што останува за обичниот граѓанин? Дали обичниот граѓанин се поставува прашањето може да ја истера вистината до крај? Командирот ќе мора полицијската станица посериозно да се занимава со начинот како пристапува во делот на она што значи евидентирање на пријавените дела. Не може лице кое што ќе одиде во полицијска станица да чека со часови за да напише една пријава. И на крајот ќе ви кажам, во приемната соба кај што се пријавуваат делата, јас не знам дали е тоа преку полицијска станица регулирано или преку организиран криминалитет или е под Скопје и така натаму. Веројатно вие знаете подобро. На местото на пријавницата, кај што се пријавуваат и прават записници, во самиот агол, во шкафот стојат купишта и купишта записници, кои што верувам дека и самите тие кои што ги пишуваат не можат во тоа да се снајдат, испофрлани на сите страни. Една многу лоша слика за онаа што значи пристапот во СВР. Да се задржам на делот на сообраќајот. Јас повторно ќе кажам дека во Куманово владее општ сообраќајен хаос, во кој што допринос имаме сите ние. Почнувајќи од локална самоуправа со неодбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација во градот, и тоа е факт. Значи, пешечкиот премин пред општина Куманово не ни е одбележан, да не одиме подалеку. Но исто така, јас одамна веќе немам видено сообраќајен полицаец кој што работи на терен. Почнувајќи од улица 11 октомври, правејќи круг преку Третаму и затворајќи го кругот со булеварот Октомвриска револуција. Значи, јас имам заборавено во Куманово кога е направена сообраќајна контрола за контрола на брзина на движење, да не зборувам стана навика кој како сака и каде сака паркира, и на крајот на криштата самите учесници во сообраќајот се свикнаа на таков начин, па велат нема контрола, ќе си правиме што си сакаме. Па секој дневно имате пешаци кои поминуваат улица кај сакаат и како сакаат, а велиме превенцијата работи. Точно е, превенцијата работи само на одредени проекти кои што претходно ќе ги договориме. Но одамна немам видено полицаец на терен кој што одделот за превенција стопира пешаци и му кажува дека на пешакот треба да го помине, помине сообраќајната лента на одбележена површина за пешаци. Точно е дека нема на одредени места, но на одредени места во градот, колега, има одбележени места кај што може да поминуваат. Ке ме молам, не сте коректни, немојте од место да ми дофрлувате. Ви благодарам. Значи, ова го зборувам најотворено во интерес на сите нас. Ке мора сите да си ја фатиме обврската и работата заедно. Советниците учествуваа во еден проект заедно со представниците на полиција и одделот за превенција, дежураа во одредени делови на градот за враќање на довербата помеѓу заедниците, помеѓу граѓаните и полицијата и институциите на системот, после онаа што се случи на 9 и 10 мај во Куманово. Благодарен сум за информацијата која што полицијската станица најажурно е достави до Советот на разследување по однос на настаните на 9 и 10 мај. Колега Арсич, значи тука апсолутно дадоа полицијската станица и надлежнице комплетна информација за онаа што е во делот на случување во нивниот домен. Но тоа што нас не тангира како граѓани на Куманово, докаде е вистината за Куманово и зошто до ден денес нема епилог од изведување на вистината и истерување на правдата и осудување на сите тие лица, значи случајот колку што знаме префрлен во обвинителството, истражниот суди и судските инстанции. Но пак ќе повторам. Почитувани колеги, ако сакаме да изградиме сигурен град, ако сакаме да изградиме поголема сигурност во сообраќајот, ќе мора максимално да се ангажираме сите без разлика кој од која институција доаѓа. Почнувајќи од сите членови на Советот кои што се членови на комисии и се должни да присуствуваат на самите комисии при работа, бидејќи се истите работно тело, помошно работно тело на Советот.
Во спротивно, нема да има потреба истите да постојат. Полицијата ќе мора да ги користи повеќе услугите, особено сообраќајната полиција, услугите од јавното предпријатие Куманово паркинг на пајак возилото кое што беше набавено за потреби на општината, но првенствено по барање на сообраќајната полиција во градот. Ќе мора да дадеме комплетно допринос сите за да си ги следиме работите во сопствениот град. Друг од страна нема да гледа да ги следува повеќе од сигурен сум. Ви благодарам на вниманието. Поверете, Тито Сефери се јави за збор. Degenerate un desafiar ajuda plus comment dire, une politique. Se me raten en mai që ndodhin dalin klimave. Është e rëndësishme që civilët, cilët arrestohen nga forcat e policisë, transportohen në zvolet, ku në mesin e tyre kishte pleq fëmijë gratë, fëmijë posanivë, dhe transportohen me transporter për në shkollë. Nëse e dion, duhet ketë makina ndihmës shpejt, cilat duhet shtim që transportohen. Tjetra është se një në ndyshin isha vetë aty, në të një arrestuar në atë rast, me familjen time, me vajzën 5 vjeçë që e kisha, nënën 80 vjeçë. Edhe në atë mënyrë shembull të transportohen ata, ose ne. Një në ndyshi kërkohet thjerë, ndihmë. Na thonë se rrëni aty nuk mirët asnjë mas, apo të paktën njësitë speciale të informohen se ka civil në shtëpi. Tjetra, pas rastit në majt, në largën tonë, ma nuk u duk asnjë patroll dhe policistë paktën sovraqaj që dalin e të vëzhgojnë në rrugën për shkak se aty në kohë të vona edhe të hershme voziten makinat me shpejtësi shumë të lartë. Nuk shitet asnjë policë rrugëve pas e lartë. Kaq isha, faleminderit. Благодарам на вас. Дали имаме други пријавени? Колегата Мирослав Стојановски се јави за збор. Благодарам, председателя. Сите во присутни во сала. Денеска на дневен ред кој имаме информацијата за преземени мерки и активности во првото полугодие од страна на полициската станица Куманово. Прво, од некои петни дискусии ви поставил едно прашање до сите советници. Дали некој знае некаде во светот која полиција ги решила на нула или ги свела на минимум сите криминали што и постојат? Дали некој знае таква држава во светот? Ова зошто го поставам? Го поставам затоа што од страна на моите колеги се искажа една недоверба во информацијата за работата на полицијата. Мислам дека не треба се сомневаме, бидејќи ова не е некоја шала, ова е стварно информација за работа на полиција во Куманово. И ние сите советници, значи, ако ја подржуваме полицијата во Куманово и ако сакаме да ги решава работиве како што треба да имаме полна доверба. Значи, не може полицијата во Куманово да прави фалсификат информација или извештај и да го доставува до Советот на општина Куманово. Во тоа сум 100% уверен. Рековте дека има хаос во сообраќајот. Некој кажа од колегите, има хаос во сообраќајот. Се сложувам дека има. Меѓутоа, не можеме ние да се од овој проблем да се изземеме, значи, како граѓани на град Куманово.
за ова состојба што е хаос во сообраќајот во Куманово, не е виновна само полицијата. Колку и до сака да го реши, полицијата не може. Од недостаток на паркинг простори, од некултура на пешаците, на возачите и не знам на кои се уште. Значи, полицијата не може сама да го реши овој проблем. Улици кои се проектирани пред 50 години и се за некој сообраќај кој пред 50 години не може да ги задоволи потребите на денешниот сообраќај што се случува во Куманово и било каде. Значи, тука вина сноси и локалната самоуправа, како и самите учесници во сообраќајот. Јас би имал еден апел до полицијата, бидејќи во последно време гледаме дека градот се претвори во графити на сите страни. Дали е тоа зграда, дали е приватна куќа, дали е некој зид потпорен, дали нешто. Значи, градот ни личи и е ишаран во плаво-бела боја со поддршка, мислам дека тука сноси и локалната самоуправа многу голема одговорност има. Мислам дека полицијата треба да преземе во овој дел еден дел од своите ресурси, значи да ги насочи на овој дел. Тоа се графити кои се пишуваат на цела страна на куќа, тоа не се пишува за 2 минути. Тоа се пишува и се црта за цела нощ. Значи, мислам дека полицијата треба тука да преземе некоја одговорност. Јас имам поплаки од граѓаните на град Куманово, дека нивниот зид на нивната куќа или гаража е ишеран темелно, до крај. И после првото префарбување следува нов графит. Тоа се трошоци за секој семејство. Значи, мојот апел до полицијата, ако може во овој дел и ако не може сама да бара помош од некои релевантни фактори кои може да помогне за ова се искорени во Куманово. Благодарам. Ви благодарам на вас. Следен за збор сега ми колешката Драгица Рокунца. Благодарете. Поздрав и од мене на сите присутни, поздрав до председателната советница. Јас имам едно прашање до командирот. Ова прашање го поставувам до 3 пат. Ме интересира, бидејќи го прочитав извештајот за криминал и оние што се уапсени за дрога, дали има преземено во ова прво полугодие од 2015 година нешто во врска со лицата Страшко Симонов и Боја Красојанов со напуштената куќа. Мислам дека командирот ќе се сети, ова го прашувам по 3 пат. Дали во овие 6 месеци имате нешто преземено? Бидејќи јас не гледам никакво подобрување. Јас живеам таму и состојбата е се полош и полош. И уште едно прашање на булеварот Трета Македонска, ќе се надовржам на колегата Весник, кај она карирана зграда што е Лукоил, па од левата страна. Тука на вистина има и пешачки премин, има и патека за велосипеди, а пешаците одат по булеварот. Од паркирани возила кои се попреко паркирани, така да и тротоарот и пешачката и велосипедската патека се зафатени. Пешаците се принудени да одат по булеварот. И сакала, ако може да интервенирате, посебно во попладневните часови. Тука на вистина не може да се помине. Благодарам. Ви благодарам на вас. Поведете колегата Османовски. Благодарам председателя, почитувани съветници, почитувам команди на полицейска станица, почитувани директори. Јас ќе се осврнам на тоа дека треба полицијата заедно со Советот да работи и да поработи малку повеќе на превенција со самите граѓани, за подигнување на свеста на самите граѓани и подигнување на сообраќајната култура кај самите граѓани. Не можеме да не бидеме критични кон општината Куманово и Советот, затоа што во градот владе еден урбан хаос каде што се гради на секоја страна, се заземаат тротоарите, се градат степеници и скали на самите тротоари. Имаме некои решенија за
паркинг места кои не се соодветни со тоа што е големен бројот на возила на општина Куманово. И не можеме да ги обвиниме од полициска станица дека тие се виновни за оние паркирани возила, од едноставна причина што ние како основачи на едно јавно предпријатие кое е задолжено за подигнување на тие возила, располага со едно единствено возило кое не може да ја покрие во секој момент целата територија на општина Куманово. Во европските земји вие не можете на улица или многу ретко можете да видите полицајци. Затоа што таму се работеше со години во подигнување на свеста на граѓаните. Не можеме ние да се зголеми бројката на полицијата и да нон-стоп правиме патроли, да се движи низ градот и сигурно ќе се најде некој ќе каже дека ова е полициска држава. Мислам дека овој извештај е солидно направен, фактичките состојби се тие што се, треба да сме благодарни кон вработените во полицијата со оглед дека овој период имавме голема фреквенција во градот на мигрантите. Имаше напад врз нив, кој многу прво имаше повеќе напади кои се решија и не дозволија дел од тие мигранти да нашата било која негативна работа да се случи на општината, односно на граѓаните. Значи, треба да се прифати овој извештај, мислам дека е солиден. Бројките се тие кои покажуваат намалување, а понатаму во некој нареден период ќе треба повеќе да се работи со граѓаните на општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам и на вас, колега. Дали имаме други? Поведете колегата Караджински. Благодарам, председател. Почитувам председателя, почитувани колеги съветници, почитувам командире, почитувани сите присутни на Советот од јавните предпријатија од локалната самоуправа и представниците на следните сили, ЦРД и останатите присутни. Денес разправаме за работата на полициската станица, односно за нивниот извештај за првите 6 месеци во годината. И темата не е малку шкаклива, што би рекле, односно имавме доста збитнувања во кои што полицијата учествуваше. Има доста новини кои што не пратат оваа година во негативен смисол, така да овој извештај треба да го гледаме и од таа гледна точка, дека полицијата имала зголемен обем на работа. Не можеме да кажеме дека се е завршено работата на полицијата, меѓутоа делот кој што го даваат како информација е прифатлив и би требало да го усвоиме на Советот. Сите дискусии овде во Советот се насочени не да се омаловажи работата на полицијата, да се критикува и така натаму, меѓутоа се е тоа добронамерно, во смисол за подобрување на работата во понатамошниот период и се разбира сите ние би биле среќни да се искорени криминалот, меѓутоа криминалот и понатака ќе постои бидејќи имаме разни типови на луѓе, разни карактери, разноразни и психопатски структури и болни луѓе и така натаму, кои што во секој случај ќе го кршат законот, дали тоа по воен пат, дали со собствена желба или пак заради тоа што не може да ги сватат оние работи кои што ги прават. Што се однесува за полицијата, за работата за првите 6 месеци, сепак извештајот е позитивен. Намалувањето на криминалот е секако за поздравување. Што се однесува за сите тие работи кои што беа напомнати и во смисол дадени како нападствие што треба
понатака се спроведуваат, а не се спроведени, се разбира дека ги поддржувам и би требало да на некој начин командирот ги пренесе на своите служби кои што би требало да работат во интерес на граѓаните на општина Куманово. Затоа и ние тука во Советот сакаме да овозможиме услови кои што ќе на некој начин допринесат за подобрување на животот во Куманово, односно на нашата општина, се со цел за задоволство на сите граѓани на општина Куманово. За сообраќајниот хаос кој што владее во Куманово, сите се служуваме дека владее, не е криво само полицијата. Јас мислам дека најмногу сме криви ние од локалната самоуправа, во смисол да беа предлагани неколку пати, видовме дека семафорите кои што постојат не се најдобро решение за Куманово. Беше предлагано во неколку наврати да се изградат кружни токови, каде што мора да застане кој да е учесник во сообраќајот, мора да успори на кружните токови, додека на семафорите гледаат да го фатат последниот здив на тоа зелено светло, односно или преку црвено светло, па се прават разноразни тешки и сообраќајни незгоди кои што однесува повеќе животи во општина Куманово. Ќе посочам раскрсницата долу Света Македонска октомврска револуција, каде што во неколку наврати баравме, а ни беше кажано дека не може да се направи, што јас воопшто не се сложам со тоа, тука кружен ток има место за многу убав кружен ток, видете го само кај во Скопје или во Тетово или кај сакате, појдете во градовите во Македонија, кај што се направи кружни токови, таму сообраќајните удеси се намалени или сведени на многу помала мера отколку што биле претходно. Паркирањата кои што се вршат, навистина е точно тоа, дека се вршат на сите тротоари по улиците во Куманово, само да се избегне паркинг просторот кој што е одбележан, некојаш стојат празни паркинзи, а сите идат во уличките кои што се пред зградите. Јас тука живеам во центар, пред нашата зграда никогаш не може да поминеш ни пешки, затоа што од секаде кои што ќе дојдат возила се паркираат пред зградата, само да не го наплатат тој паркинг кој што треба регуларно да се паркира. Интересно е да и најпрометната наша артерија низ градот која што води кон излезот 11 октомври, секогаш е преблокирана со возила. Патувајќи према работа и назад, од двете страни има паркирање, не има само од едната страна. И на тротоарите има паркирање, не само таму посочувам дека тука патувам, пред опште не можеш да поминеш преку ден, затоа што е тесно грб. И тука сме ние криви. Место да ги прошируваме улиците, дадовме неколку до сега овде согласности за стеснување на делови од сообраќајниците, односно за намалување на површината, бидејќи таму немало потреба да биде толку широка улица или на некого му требало веројатно поголем плац и поголем простор да изгради зграда или куќа, и сега не наблегувам во тоа, меѓутоа ќе напоменам дека и тука би требало Советот да води сметка како ние решаваме за тие решенија кои што ни ги дава нашата служба од локалната самоуправа, како можеме ние секој да се шират улици, ние Куманово да ги стеснуваме улиците. Соработката, секако дека полицијата само не може да ги заврши сите овие работи. Полицијата полека стекнува меѓу населението доверба, меѓутоа се уште не е она доверба која што јас мислам дека треба да биде, и мислам дека на некој начин така е се уште ладна. Затоа е потребно, според мене е потребно да на некој начин и полицијата прави тоа, меѓутоа да се прави уште поригорозно заедно со нас, советниците, заедно со сите невладини организации,
сигнализации и така натаму, приближување на населението и полицијата. Сега за сега толку. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувам колега, дали имаме други пријавни? Поведете колегата Николиć, јави се. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege savjetnici, komandiri policijske stanice opštine Željeznice Kumanovo i ostali prisutni. Ja bih htio da dam svoje viđenje ove situacije kada je u pitanju posebno saobraćaj u našoj opštini, posebno u centralnom području. Ne bih želeo da branim policiju i njihov rad, ja bih se htio zadržati na nekoliko činjenica koje mnogo ne doprinose da ovaj haos koji imamo u saobraćaju bude još poprično otežano ovim što imamo na licu mesta. Sama činjenica, ja sam u prethodnim diskusijama kad se govorilo, napomenuo da smo mnogim ulicama u gradu oduzeli dvosmjerni režim saobraćaja i preusmerili, odnosno napravili te određene ulice jednosmjerni, što da umjesto doprinesu smanjenju gužve u saobraćaju, oni su doprinuli da se to i taj haos uveća. Kao primjer, na ovih ulica Lenjinova i Narodna revolucija kojima je oduzet dvosmjerni režim saobraćaja, a cela frekvencija, celo saobraćaj je usmeren na te ulice, odnosno to je ulica Done Božinova i Goce Delče. Nekim ulicama u gradu, samo da bi se stvorila parking mesta, isto tako, što je rekao kolega Karadžinski, smanjili smo protok, odnosno frekvenciju vozila time što smo napravili parking mesta koja za našu veliku nesreću nekada i nisu popunjena zato što ljudi nemaju interesa, nego idu na nekim drugim mestima se parkiraju. Ista je situacija po ovom pitanju i kada je deo grada oko Zelene pijace i tamo je neko doneo odluku da se nekim ulicama oduzme dvosmjerni režim saobraćaja, da se neke ulice pretvore u jednosmjerne ulice, što u mnogome doprinosi da se tamo stvaraju velike gužve. Pored toga, svedoci smo da semafori u gradu skoro uopšte i da ne funkcionišu. Zato ideja i kao predlog da u periodu koji sledi, da se ponovo stvore ekspertski timovi iz ove oblasti, ljudi koji se mnogo razumeju ove stvari i da se sedni, da se vidi detaljno koje ulice i kakav režim saobraćaja treba da imaju u periodu koji sledi. Još jedna stvar koju bih napomenuo jeste činjenica o kojom svi govorimo, da parking mesta u Kumanovu, odnosno mesta gde ne treba da budu parkirana vozila, su uzurpirana od strane vozača, da pešaci nemaju dovoljno prostora za pešačenje po ulicama. Ja bih rekao još jednu stvar, da pored ovih vozila koji zauzimaju parking mesta, postoji havarisana vozila koja na određenim mestima gde je dozvoljeno i nije dozvoljeno parkiranje stoje mesecima pa i godinama. Na jedno moje pitanje koje je bilo upućeno saobraćajnoj policiji, oni su rekli da oni nemaju obavezu, to je kao pitanje tog komandira, da li stvarno ta havarisana vozila policija ne sme da izda naređenje da se ona uklone sa lica mesta, jer opština i lokalna administracija nemaju određeno mesto gde bi se ta havarisana vozila odnosila i deponirala. Ako je to tačno, onda bih zapitao i sekretara opštine da li i kada opština Kumanovo planira da pronađe takvo mesto i takav parking gde bi se odnosila ova havarisana vozila koja, po mojoj slobodnoj proceni i ono što sam ja mogao da čujem, su u našoj opštini negde između 100 i 150 vozila koje su u kontinuitetu na nekim mestima parkirana i tu stoji već veliki period. Hvala. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени колеги? Ви благодарам за дискусиите. Поведете зборно дана на командирот на полициска станица. Благодарам. Почитувам председатели, почитувани съветници, медиуми и сите присутни во оваа сала. Прво, јас, како командир на полициска станица, лично, значи, моје ведување за извештајот, информацијата што имате сите добиено, сум задоволен. Меѓутоа, не значи дека имаме се сработено.
Треба уште многу да работиме за да го сочуваме јавниот ред и мир, да разчистуваме кривични дела, а се во интерес за добро на граѓаните. Има многу прашања што ми поставите тука што ние како полиција преземаме мирка. Меѓутоа, сами како полиција не можеме да ги решиме. Реално е дека ќе има проблеми и понатаму, меѓутоа на сите проблеми треба реално да се гледа и заеднички со советниците, со вас, значи со граѓаните, со превентивно работење, да се преземаат мерки за расчистување на сите тековни проблеми. Ќе појдам по ред, тргнав значи по ред, за да одговорам на оние карактеристични прашања што ми беа поставени од страна на советниците во салата. Во делот на сообраќајот околу Лукој, околу Зелениот пазар, околу централното градско подрачје, че слободно ќе кажам, доколку имаме полицајци поставено на 50 на метри, на таа улица ќе немаме проблем. Доколку полицајецот се тргне 50 на метри подалеку, веднаш се паркира возило, веднаш се поменува улицата вон пешачки премин и така натаму. Мислам дека тука сите заедно треба да работиме на подигнување на свеста кај граѓаните, по причина што сите ние сме инволвирани, сите ние учествуваме во сообраќајот, сите ние се движиме по тротоарите и сите ние сме оневозможени да слободно и нормално се движиме по улиците. ПАЕК служба постојано работи на терен. Има некои денови, значи, кога не работи во недели, меѓутоа имаме добра соработка со ПАЕК службата и мислам дека тука функционира. Нормално еден е ПАЕКот, често пати е и во дефект, така да можам да кажам дека преземаме мерки согласно своите можности. Информацијата околу веродостојноста на информацијата. Тоа се реални бројки, ниту се измислени, ниту пак некој од раков ќе ги стави. Тоа се бројки, меѓутоа кажав дека иако сме во намалување, не е се така розово, односно се уште имаме криминални дејанија, нарушување на јавен ред и мир и слично. Пак ќе кажам дека треба уште многу да се работи. Не смееме да застанеме тука и да кажеме сега е добро. Не. Во дел на автомобилска револуција третнаву за брзото возење, значи се преземаат мерки со радарска контрола. Има пишано глоби. Меѓутоа, пак ќе кажам, како што реков, доколку се тука полицајците, блендираат едни на други возачите, се известуваат дека има радарска контрола и тогаш на самото место, после 15 на минути, сите се културни возачи, за да откако се тргне сообраќајната патрола, веќе веднаш се оди со брзо возење. Во делот на превентивното работење, заеднички полициско работење превентивно, значи како што беа заедничките патроли со советниците низ улиците горе Пива Населби и по другите местни заедници, е за поздрав и мислам дека има ефект тоа кај граѓаните и мислам дека е потребно и понатаму да се продолжи со овој ангажман. Во делот на 9 мај ние по барање на председателот на Советот доставивме вореден извештај кој што се разгледуваше тука на Советот со други информации, значи во полициска станица не располагаме и предметот е предаден преку организиран криминал во јавното обвинителство. Во делот на полициска станица околу чекање за прием на изготвување записни за пријавување на кражба, председателот на Советот што праша. Точно е дека има одредени денови кога се чека. Не знам сега кој инспектор бил, како бил инспектор, бидејќи исклучно инспекторите се должни да земаат записници, да обават разговор, за да кои што ќе работат на расчистување на кривичното дело.
Лично ќе се распрашам, ќе видам 1,5 час. Лично и за мене ми е многу да чекам во било која институција. Така да, мислам дека овој проблем треба да се надмине. А во делот на записници, значи сето тоа записници што стојат во ќошот, СВР Куманово се наоѓа значи во многу стара зграда, во еден објект кој што не е реновиран кој знае колку време. Значи не само зградата како зграда, туку и инвентарот внатрешно е. Работиме во тие услови што се подобри услови, сега за сега нема. Записници тоа се бланко, празни записници, не се тоа записници што се земени од граѓани. Тие записници се уредно чуваат, меѓутоа овие бланко што се тука за работа, за тековно, мора тука да стојат. Така да според условите така и функционира. Советникот Фатур Сефери се извинувам, праша на 9 мај се превезувале приведени лица со транспортери. Значи имаше таму и амбулантни возила и други возила, меѓутоа се во зависност од безбедносната состојба, поради безбедносни причини, значи можно е да се превезуваат и лицата и да се превезуваат и во транспортери. Сведоци сме сите заедно дека полицијата и со транспортери го евакуираше и населението таму. Што ќе се случеше доколку, не да Боже, беше повреден некој граѓанин во полициско возило при транспортирање. Значи, од безбедносни причини во транспортери, да, точно е, може да се транспортираат и цивили. Прашањето Страшко Симонов и Ворако Растојанов по напуштената куќа лично од моја страна беа упатени полицајци во 3 наврати, кои што беа и во цивили. Меѓутоа имаше во еден наврат луѓе кои што беа забележани таму, значи, кои што избегаа навремено, ја забележаа патролата и избегаа. Оделот за недозволена трговија што е, оделот за дрога што е, значи, имаат за задача преку нивниот ръководител постојано, често пати да одат во тој дел, да наблюдуваат и да преземаат мерки. Значи, за подетални информации, а ние поради конспиративноста, значи, и они се ставени да работат и понатаму на расчистување на овој пријавен настачување. Јас и минатата седница кажав, не е само оваа куќа, имаме безброј вакви куќи што се на подрачје на Куманово, поготово старите фирми што се продолжително што беа Дом на Арама горе и други места каде што се дугла на криминалци. Меѓутоа, пак ќе кажам, полицијата не може сама да ги сработи сите овие работи. Доколку имаме појава од граѓани, подршка од граѓаните, заеднички да работиме, ќе биде подобро, значи, и превземените мерки на полициските службеници, но и ќе бидат подобри условите за живење на граѓаните на Куманово. Толку ви кажам, благодарам. Ви благодарам на вас, командир, за изцрпните одговори. Поверете колегата Драган Петковски, реплика. Благодарам, председател. Поштовани колеги. Се сложно со дискусиите на колегите дека состојбата во сообраќајот во районот околу бензинската пумпа Лукойл е хаотична. Возилата се паркираат едно преку друго, а пешаците се принудени да се движат по коловоз. Меѓутоа, не можеме за тоа да ја обвинуваме полицијата, која со ништо не учествуваше во одлуката единствениот паркинг во тој район да се уништи и на негово место да се изгради катна гаража, која што не е катна гаража, и се сомневам дека некогаш ќе биде катна гаража. Виновникот е на друго место. Исто така некои од колегите го истакнаа проблемот со булеварот Октомврска револуција. Точно е дека тука постојат пешачка и велосипедска патека кои не е можно да се користат за предвидената намена. Само да подсетам дека како и многу други работи во Куманово, овој булевар не е булевар.
нема третман на булевар и се уште нема технички прием како булевар. А и за ова полицијата е најмалку виновна. Благодарам. Ви благодарам и на вас, почитувам колега. Ова беше дискусија или реплика? Дискусија. Ви благодарам, јас ќе реплицирам на вашата дискусија. Никој од колегите советници, па дури ни јас, не гледам дека конкретно се задржа на одредени прашања, да ја насочува полицијата како главен и одговорен за состојбите во градот, туку сосема спротивно, сите многу реално и објективно напоменавме дека тие се наши реални проблеми, на кои што даваме допринос и сите ние како учесници во сообраќајот. Но кога веќе ја спомнавте бензинската пумпа Лукойл, таму на бензинската пумпа на Лукойл стои подписот, почитувам колега, на министерот Милејан Киевски, ако не сте знаели. Тој подпишал и дозволил од таков преседан. Значи, тоа е преседан во урбанизмот, што се има изградено на таа раскрсница. Се затвори паркинг за да се отвори катна гаража, која што се уште ги гледаме само катовите и ништо друго не функционира. Се стави одредена бензинска пумпа, истата си прави обрт и навистина допринесе за создавање на хаосот, сообраќајен хаос во градот. Дури гледам сега има ископана една тука, видите, секој ден на таа улица тука, во тој дел поминувам најмалку 3 до 4 пати. Се согласувам и за останатите такви урбанистички решенија во градот. Но повторно ќе кажа, главната согласност за сите детални урбанистички планови ја дава Министерството за транспорт и врски. Иницијативата тргнува од овде, Министерството за транспорт и врски само ги потврдува сите идеи. На крајот доаѓам до заклучок, личен заклучок и потенцирам дека целиот тој хаос во урбанизмот е генериран со заеднички сили на поединци кои што прават профит, а на крајот граѓаните изгубуваат жртви, вклучувајќи и сите нас овде присутни. Видите, знаеме голем број на објекти во градот кои што се изградени, функционираат значи како станови, а всушност имаат маркици за семени куќи. Некои од нас и живееме во такви, а немаат обезбедено паркинг места и ги паркираат своите возила на сообраќајните површини. Благодарам. Дали имаме други пријави? Поведете колегата Бран. Благодарам, почитувам председателе, почитувани колеги советници, почитувани директори, почитувани командири, почитуван секретар на Општина Куманово. Јас би се задржал на извештајот на неколку сати. Акцент би дал и насочил токму за проблемот околу сообраќајот. Евидентно е дека се соочуваме на некои сообраќајници, имаме проблеми, недоволен простор за паркирање, токму на тоа место каде што се сообраќајниците, меѓутоа нашите навики да одиме токму на онаа место каде што треба да ја завршиме работа, токму го прават и проблемот околу самиот хаос. Ние во градот имаме на одредени улички, каде што треба да се паркираме, меѓутоа се жал не ги користиме. Сите сакаме да се паркираме во центар, сите сакаме да се паркираме на она одредено место каде што не е крајна цел, меѓутоа никако да ги почитуваме оние места каде што се обележи. Затоа постоje токму проблемот околу решавање на хаосот, што го имаме обележено на одредени улици, треба да даде свој допринос за регулирање на самиот сообраќај, односно да се елиминира хаосот кој е евидентен. Евидентно е дека сега некој се става во улога и такво печаток, мислам, дека се создава дека некој сака и ово извештај на полицијата да го брани, некој да го напаѓа, меѓутоа не е токму функцијата на сето ова. Одека треба да се укажат
со одредени забелешки за недостатоци кои се пројавуваат по самото живење, односно во сообраќајот кој се одвива во општина Куманово. И сите тие недостатоци да тежнееме на воитина ги отклониме сите ние заедно, а не сега да видиме кој е во право, кој е во право. Значи секој кога ќе се разработи од својот дел надежност, тогаш нема да имаме такви недостатоци од, да кажеме, како што се наведуваат владење на хаос или не знам што. Нештото сакам да потенцираме уште што кај нас треба малку и сообраќајната култура да биде подигната на едно повисоко ниво. Значи, свеста кај нас како учесници во сообраќај, дали сме пешаци, во својство на пешаци, учесници во сообраќајот или на возачи, значи, подигнување на свеста е многу потребна за елиминирање на сите овие несакани последици. На тој начин ќе си помогнеме сами на себе, ќе помогнеме на полицијата и ќе помогнеме на сите други субјекти кои се инволвирани во сообраќајот во општината. Затоа мислам дека би биле потребни некои заеднички акции во смислу на едукација кај учесниците во сообраќајот. Тоа никогаш не е сувишност, во секој момент треба да биде пријатно да на човекот биде садено во својата свест дека е крајно време да сите ние се преиспитаме и да се однесуваме согласно законите, односно согласно законот за учество во сообраќај. Имаме ситуации, например, пешаците не поминуваат точно на обрежените пешачки премии, што пред нас колегите некои ги критикуваат дека не се обележили. Точно е тоа дека не е дојдено во состојба да се обележат, поради определени причини, меѓутоа се надеваме дека во блиска иднина дека и тоа ќе биде решено, меѓутоа постојат сообраќајни знаци, каде што пишуваат сообраќајна патика за пешаци. И тоа е доволно, говори дека треба на тоа место да се помине сообраќајната површина, односно покрај секоја скрцица има сообраќајни знаци кои ще на некој начин треба да се почитуваат. Не само тоа, туку и на одредени други делови од сообраќајни површини, евидентни се сообраќајни знаци каде што треба да бидат користени премините за потенцијалните, односно за пешаците. Мислам дека треба и уште малку повеќе да биде ангажманот зголемен на самите полицајци во учеството на нелегално, односно на премии каде што не се обележени за пешаци, со самото укажување на местото на присутност на полицајците било доведе во голем степен на регулирање на сообраќајот. Со самото сигнализирање, односно укажување на пешаците кои на некој начин не поменуваат на одредено место, туку поменуваат каде што ќе стигне. На тој начин ќе се создаде дел од соработката која треба да биде помеѓу самите граѓани и сообраќајните полицајци, кои на некој начин ќе бидат директно заслужни за да натаму не се случуваат и такви сообраќајни прекршоци, туку секој ќе се чувствува како соработник во делот каде што треба да биде поминат. А не, например, ако биде тој казнет, што не поминал на пешачка патика, односно на пешачки премии, самиот ќе биде на некој начин друг пат нема да го користи тој. Мислам, секој кој е совесен нема да го користи премиот кој што каде што не треба, туку ќе се помине на пешачки премии и на тој начин ќе допринесе и во целокупниот сообраќај биде на некој начин исклучително. Толку се.
Ви благодарам, колега. Процедурално побарахте, колега Трајковски. Благодарам, председателя. Значи, ја затворите расправата, дадохме збор на командирот на полицијата. Дали ова беше реплика? Ако беше реплика, не се државте до тајмингот. Мислам дека ја затвориме дискусијата. Што беше ова сега не ми јасно? Почнувам, колега, ние затворивме. Јас ја затварам расправата, такво нешто не кажа. Ви се заблагодарим на сите претходни кои што дискутирате, дадов збор на командирот на полицијската станица, расправата е во тек. Колегата Петковски побара напоменат на реплика, кај не коригира збор, потоа јас реплицирав, колегата Бране побара збор и секој може да го искористи своето право на збор. Поведете, дали имаме други пријавени? Констатирам дека нема, затварам расправата по точката од дневниот ред, ќе ве молам да се изнесеме по информацијата. Поведете. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 32 советници, за гласа 29, против нема, воздржани тројца. Констатирам дека информацијата за превземени мерки и активности од страна на полицијска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2015 година е усвоена. Му благодарам на командирот за присуство на оваа седница. Ние продолжуваме по втората точка од дневниот ред. Му предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа за точките подреден број 2 и 3. Дали има други предлози? Констатирам дека нема. Поведете, колеги, да се произнесем по предлогот. Ви благодарам, се произнесува вкупно 30, заедно гласно. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам на заедничка материјална расправа по точките подреден број 2. 3-месечен извештај за финансиско работење на ЈП Куманово газ Куманово од 1.4.2015 до 36.2015 и точка подреден број 3. Предлог решение за давање согласност на ценовникот за измена на ценовникот за висина, условите и начинот на плаќање на такси за приклучок за дистрибутивен гасоводен систем на ЈП Куманово газ Куманово на територија на општина Куманово. Во еднокористна прилика го поздравувам присуство на директорот на ова јавно предпријатие на седницата и отварам расправа по точките. Поведете дали имаме пријавени за дискусија. Колегата Петковски се јави за збор, поведете. Благодарам, председателя. Значи, и овој пат ни е доставен извештај за работа на јавно предпријатие Куманово газ, кој по ништо не се разликува од претходните извештаи. И понатаму резултатите од работата се далеко од најавените и никако да дојде денот кога оваа предпријатие ќе почне да работи профитабилно. Сите дискусии од претходните седмици за претходните извештаи што се насуваат за оваа предпријатие важат и за овој извештај и не би сакал да се повторам. Само за илустрација, во овој период вкупните приходи изнесуваат само 446.000 дена. А само за плати на вработените во истиот период се потрошени скоро 1,5 милион дена. Или за плати се потрошени повеќе од 3 пати поголем износ него вкупните приходи на оваа предпријатие. Исто така за споредба, износот на исплатените плати влегува во вкупните трошоци со 2/3 од вкупните трошоци.
Значи, за целата инвестиција, значи, за развој на ова предпријатие се трошат 1/3, 2/3 од средствата се трошат за плата. Од ова невозможно е да се избегне заклучокот дека ова предпријатие постои само за да вработените земат плата. Врз грб на граѓаните на Куманово. Не знам некоја друга фирма со друг собственик со вакви резултати да екзистира и понатаму. И прашање на ден е кога ова прашање ќе биде поставено на внимание. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Проверете колега Станковски се јави за збор. Почитувам председателя, почитувани колеги, съветници, представници на общинска администрация, новина. Сложам со претходниот дискутант дека овој извештај кој го имаме пред нас не се разликува многу од досегашните извештаи, било да се тоа квартални или годишни. И тоа по мене не е толку загрижувачка загубата, која се сложувам дека е значајна, меѓутоа повеќе загрижува слабото ширење на дистрибутивната мрежа. Односно, многу малку приклучоси се прават, а тоа е најважна работа која може предпријатието да го извлече од загуба. Се разбира, нели, дека има простор за намалување на расходите. Мене, например, ми пречи ова ставка овде, надокнада на надомест и други примери на членови на управен одбор, кој за 3 месеци е 125.000, тоа се, нели, околу 2.000 евра. Испаѓа дека тамо секој од членов управен одбор како да е дополнително на плата во тоа предпријатие. Немам ништо против да членови управен одбор се плаќаат и позначајно, меѓутоа, ако предпријатието не работи во добитка, тоа вака не изгледа, како да кажем, не е соодветно. Реков, само продажба на газ во поголеми количини и позначајно ширење на мрежа со нови корисници може да помогне предпријатието да излезе од криза. Чудно е да Куманово, кој овие кои се поупатени во оваа ситуација, пред 20 и повеќе години имаше изведбен проект за гасификација на Куманово, што за други, ако мислам така беше директоре, што кога за други градови в Македонија беше тоа мислена именка газ, значи и од тогаш многу малку е направено, значи, за ширење на мрежа на нови корисници. Значи, имаше изведбен проект, тоа не е физибилити студија, тоа не е, значи, идеен проект. Тоа е проект кој може да го земете и веднаш да почнете да работите и сите детали се тамо назначени. Значи, тоа е еден рецепт по кој комплетно се прави значи, гасификација во градот. И гледам и покрај тој пионирски чекор тогаш на времето, нели, некако имам впечаток дека се уште се тапка во место, недоволно се шири мрежата на нови потрошувачи. Овие денови чув една работа, не знам, тоа директорот ќе ми го објасни кој ми изгледа, ако сака се разбира, малку неверојатна, дека штеденето на газ при овие цени на газ баш и не е многу сега поволно. Не знам дали е тоа точно, меѓутоа едно е сигурно, дека газот е енергент кој има иднина и ќе има иднина во Куманово. И треба се да се направи, дури да му се помогне и на предпријатието да во имплементација, значи, на ова работа, заради тоа што, знаете, кај можеби има и кај оние потрошувачи кои не можат, кои би
значи, би прифатиле да се греат на газ или да го користат во други прилики, меѓутоа има некој отпор, некој конзерватизам, дека тоа е нешто опасно, па тука останува предпријатието да работи на тој план, значи да објаснува преку медиумите, преку други средства, дека грејењето со газ е многу сигурно, дека со најновите технологии на заштита, тоа е посигурно од онаа запалка на плин што ја држите во джебот. Значи, тоа е нешто што треба да го направи предпријатието, заради тоа што, уште еднаш ќе повторам, само ширење на мрежа на корисници може предпријатието да го извади од криза. Верувам дека такви времиња ќе дојдат, меѓутоа предпријатието треба да ги дочека спремно тие времиња. Друг момент е што ова предпријатие треба да се опреми со стручни луѓе, меѓутоа со стручни луѓе кои ќе можат да работат на терен во сите фази на имплементација на имплементација на гасификацијата во Куманово. Благодарам. Ви благодарам на вас, колега. Велете колешката Ивановска, потоа Кајдич. Благодарам, председател. Поздрав до директорот на јавно предпријатие Куманово газ. Од извештајот што ја доставил нас советниците, остварен приход и трошици во период од 1.4. до 36.2015 година може да се види и се гледа приход помал од 2014, а расход поголем и поголема загуба. Зголемување има во бруто плати за разлика од 2014 година. На што се должи тоа? Сигурно на нови вработувања. Но очи ми падна вкалкулирани, а не исплатени надоместоци и други примања на управен и надзорен одбор во износ од 125.000 денари за овој период. Значи, оваа сума од 125.000 денари фигурира во извештајот, а може би таа сума никогаш нема да биде исплатена. Па според тоа, господин директор, вашето јавно предпријатие е во инвестиција веќе 2,5 години откако функционира овој состав на Советна општина Куманово. Значи, само загуби се појавуваат, никако да ви тргнат. Што е проблем, дали во вас работените или во граѓаните на општина Куманово? Ви одговорите? Треба да се размислите. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Ќе ве молам, поштувани колеги, да не ги водиме ова излагањата од аспект на диалог, туку конкретни прашања и дискусии. Поведете, колешка. Благодарам, председател. Јас не би се сложила дека извештаите што ги дава Куманово газ се исти. Тие не се исти, тие секоја година се полоши и полоши извештаи. Значи, секоја година и секој 3 месеци извештаите доаѓаат се полоши и полоши. Значи, секоја година, како е овој совет, секои 3 или 6 месеци добиваме намалување на приходи, а зголемување на расходи. Така да секоја година, од 2013-2014 приходите на ова предпријатие се намалуваат, значи ние еднаш не видовме ни една споредба, до сега не видовме каде приходите би се зголемиле, бар за едно тромесечие, а расходите за тоа тромесечие или за тие 6-месечни извештаи би се намалили. Значи, секоја година имаме се полоши извештаи. Разходите ви одат сега до 7,5 милиони за 6 месеци. Минатата година биле 6,7 милиони, сега се 7,5 милиони. Значи, загубата секој извештај ви е се поголема и поголема. Споредба 3,2 милиони било минатата година за 6 месеци, сега е 3,5 милиони. До кога планирате да одите вака? До кога ние ќе добиваме се полоши и полоши извештаи за Куманово газ? Благодарам. Ви благодарам на вас. Повелите колешката и Сумчица Ивановска. Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани директори, почитуван секретар на општина, почитувани медиуми. Денес имаме две точки
на дневен ред што се однесуваат на јавното предпријатие Куманово газ Куманово и сите беа разгледани и на Комисијата за комунални дејности. Беше разгледан и тримесечниот извештај за финансиско работење на ова јавно предпријатие и беше истиот дискутиран со тоа што загубите кои се прикажани, односно расходите, се образложени со објаснувањето дека се работи за предпријатие со инвестиции за кои самото јавно предпријатие треба однапред да обезбеди финансиски средства за да може гасоводната мрежа да биде, односно инфраструктурата што е потребна да може да биде поставена, значи потребни се однапред да се обезбедат финансиски средства. Јас ќе се задржам на втората точка што се однесува на ова јавно предпријатие, а тоа е предлог решение за давање на согласност на ценовник за измена на ценовникот за висина, услови и начин на плаќање на такса за приклучок на дистрибутивен гасоводен систем. Одека може да се види од оваа одлука дека во однос на претходниот ценовник имаме намалување на цената за приклучок што се однесува на делот на она што значи инсталирање на мрежа и гасоводен приклучок на објекти кои се веќе изградени. Во претходниот ценовник, значи за објекти кои се во градба, во тек на градба или пред почнување на градба, цената на приклучок е 800 евра во денарска противредност за секој поединечен приклучок, а додека приклучоците кои се после изградба изнесува 1000 евра во денарска противредност. Со ова измена на ценовникот сега е изедначена и цената на она што значи инсталирање на гасоводна мрежа на објекти кои се веќе изградени. Значи истата е намалена за 200 евра во денарска противредност. И секако ова е за поздравување, а објаснувањето е дека ова намалување на цената за приклучок е заради економскиот интерес на јавното предпријатие Куманово газ Куманово да обезбеди што поголем број на приклучоци. И во тој дел на дискусијата на колегата Станковски јас се сложувам, значи дека само поголем број на граѓани кои ќе се приклучат на гасоводната мрежа, дека јавното предпријатие ќе има од тоа и бенефит. Исто така во самата одлука за цената за измена на ценовникот на приклучоци е и делот каде што стои дека за објектите кои се од областа на здравство, образование и култура се намалуваат за 20% по приклучок. Една поволност која е дадена и што е со истата таа цел е можноста на плаќање на при секој приклучок на граѓаните да може да го плаќат на 12 месечни рати, што секако е големо олеснување во делот, значи на она да одлучат да може да се приклучат на гасодоводната мрежа и да ги користат бенефитите кои сите сме согласни дека постојат од користење на гасот, што беше спомнато дека гасот практично е агент на иднината кој допрва треба да ги даде овие резултати. Секако во тој дел, за да може да се промовира ова одлука е и воопшто, значи идејата за што повеќе приклучување на гасоводната мрежа на нашите граѓани мора да биде и маркетиншки покриена и тука јавно тоа го дискутираме многу пати до сега. Јавното предпријатие значи треба да изготви една добра маркетинг стратегија за да може информацијата во овој дел, бенефитите кои граѓаните би ги користеле да дојде до што поголем број на граѓани, значи да бидат запознаени и за условите, а и за бенефитот што ќе го имат од користење на гасот како енергенс. И тука прашање до директорот, значи ме интересира колку процент од станарите на колективни стамбени единици за домување треба да се согласни за да може да биде инсталирана гасоводна мрежа во такви објекти. Значи кој процент од граѓаните треба да бидат согласни, затоа што има голем број граѓани живеат во такви објекти, значи не се тоа индивидуални стамбени објекти, треба да бидат согласни за да може да се инсталира гасоводна мрежа во такви стамбени објекти. Благодарам. Ви благодарам.
на вас, колежке. Дали имаме други пријавени за дискусија? Доведете колегата Арсич Александр. Благодарам, председателя. Почитувам директоре. Јас сакам да дадам своје видување за она што значи гасификација во општина Куманово и идејата за гасификација. Овека слушнавме повеќе сугестии, повеќе негативни, меѓутоа треба да видиме што е она и на кој начин треба да ја развиваме гасификација во општина Куманово. Гасификација во општина Куманово е еден проект на Социјалдемократскиот сојуз, прв во Република Македонија. И сигурно дека сите ќе дадеме еден голем допринос овој проект да успее, како што ќе успее гасификација после 2016 година, бидејќи до сега многу пати слушаме дека гасификација ќе има во Република Македонија, меѓутоа од тоа нема ништо. И затоа во општина Куманово ќе даваме голем потик оваа работа да не застане туку, дори напред да се проширува. Меѓутоа, од овие прегледи што ги имаме добиено и што гледаме дека всушност во последните година-две имаме еден застој во развојот на гасификација. Гледаме дека всушност треба една помош од она што значи да гасификација во Куманово тргне напред. Бидејќи ако оставиме на ова ниво, тогаш ништо не се направи. Имаме одредени трошоци, меѓутоа имаме одредени приходи. Тоа се многу мали и затоа треба тоа да го гледаме на следниот начин. Гасификација и гасот како ресурс природен, секогаш луѓето и развиените земји се грижат да дојдат до што поевтина енергија и затоа мислам дека и Република Македонија мора да се движи во тоа коло да добиеме енергенси што поевтини, меѓутоа и што поеколошки. Овдека во Куманово тоа го имаме. Меѓутоа имаме намалување, не намалување, туку стагнација во развојот на мрежа. Ние треба проблемот да го гледаме тука. На кој начин сега да почнеме со развој на гасификација, односно проширување на секундарната мрежа во општина Куманово. Многуте школи што ги приклучиме, градинките и така натаму. Само за секоја школа што остварува приход, тоа сигурно дека има одредена бенефиција кај тие училишта и кај општина Куманово. Така да ако гледаме во таа разлика меѓу потрошена нафта и потрошен газ, само на тие училишта кои ги имаме гасифицирано и општината Куманово исто така, тогаш ќе видиме дека сите овие трошоци кои ги имаме всушност се анулираат со овие трошкови. Меѓутоа, тоа не е доволно за развојот, како што викаме, за гасификација. Што треба да направиме во иднина? Во иднина мораме да работиме на развојот на секундарната мрежа, односно додање на гасификација до домаќинството. Тука предлагам да работи јавното претпријатие Куманово газ на маркетинг, контакти со граѓани, држење трибини, присуство на медиуми, се со цел да граѓаните на град Куманово ја видат бенефицијата и позитивните ефекти од она што значи кога ќе почнат да го користат гасот или пак некој друго средство, без разлика дали е струја, дали е нафта или било кој огревен материјал. Сега, за да можеме тоа да го спроведеме, само кога ќе почнеме преку маркетинг, преку разговор со луѓето, ова да го представиме, само дури тогаш ќе имаме одредени позитивни ефекти. Ако тоа не го правиме и чекаме и во понатамошниот период, тогаш сигурно дека пак ќе дојдеме и во наредниот период нашата мрежа да застане тука. Сега, битно, ние тука, она што значи, сега имаме намалување на тарифата на приклучок, она што значи пред правење на зградата, кога ќе се направи или после тоа, кога ќе дојде гасификација и незино приклучување, со 20% и доаѓа на 800 евра. Тука треба исто да се направи спрема мене една анализа, дали тие 800 евра се таа граница на која треба да стоиме, или пак 800 евра можат да бидат и поевтини, дури граѓаните, ако треба, значи тоа треба да го покаже некој приклучување,
Ако треба дури и да нема ваква ставка од 800 евра, меѓутоа граѓаните да почнат да го користат гасот како енергенс. Бидејќи тука е иднината. Тука ќе видиме дека нема да видиме зависност од тоа дали нафтата ќе отиде на 80 денари, дали струјата ќе се качи, дали ќе имаме либерализација на пазар за струја или ќе немаме, туку гасификацијата ќе се заврши својата работа. Затоа ќе дадеме поддршка за она што значи развој на гасификација, развој на јавното предпријатие Куманово газ, исто така покрај граѓаните да се продолжи и со работење со фирмите кои не се само под локална самоуправа, односно училиштата, општините, градинките и така натаму. Туку и со болницата, со војните установи, со полицијата и така натаму, односно она што значи под влада на Република Македонија, бидејќи тие како големи потрошувачи би имале два ефекта. Прво, би имале многу поевтина цена, би платиле за гориво, како сега што се гледа ците на нафта, па гледаме дека ќе отидеме во болница, некојаш дури нема грејање, а потоа ќе имаме и бенефит што ќе имаме поеколошко гориво и јавното предпријатие тогаш со мали инвестиции, кога ќе влезе во такви институции, ќе добие веднаш поголеми приходи и ќе застане на едни рентабилни гранки, каде што ќе може брзо да покаже развој. Затоа мислам дека треба да се погледат тие неколку фактори од кои ќе зависи развојот на ова предпријатие, меѓутоа и овдека ќе имаме позитивни извештаи и веќе нема да имаме вакви негативни критики. Туку ќе дадеме една голема поддршка. Ви благодараме на вас, колега. Победете колегата Османовски. Благодарам, председателе. Почитувам колега Арслич за ваше посетување, пошто први спомнате Социјалдемократски сојуз, еден ваков проект, да ве подсетам, бе во таа гарнитура на Советот која е формирано ова јавно предпријатие, сите представници на 17 политички партии едногласно гласаа да се формира ова јавно предпријатие. Ова е проект на таа гарнитура на Совет на општина Куманово. 17 политички партии, не само Социјалдемократски сојуз. Тоа вие треба да го запишете, јас го имам во тогашните записници се уште тоа. Почитувам директори. За овие извештаи вината не треба да се бара во вашето менеджирање. Повеќе од очигледно е дека ова е во готелитет. Имавте поддршка финансиска од локалната самоуправа. Се вложуваше во ова јавно предпријатие како пионер, како предпријатие на иднината. Се даваа напори, се пуштаа средства, денеска се пуштаа средства. Согледувајќи ги овие вашите извештаи, повеќе од очигледно ова предпријатие во развој почна да репродуцира загуби. Вашиот капитал 68 милиони 522 денара и сега, гледајќи ги овие цифри, текомни загуби, акумулирани загуби, обврски према добавувачи, па неисплатени фактури, неисплатени управни надзорни одбори, ќе дојдеме во ситуација ова јавно предпријатие, ако се согласи ова гарнитура на Совет или како она што предходната не се согласи, да го продадеме или да внесеме приватен партнер, уште тогаш ако гледаше некој до сега мрежата ќе беше изградена и навистина ќе беме пионери во дистрибуција на газ, само да ги покрие загубите кои во континуитет се створени, ќе падне во расте на приватен кој ќе биде единствен, ќе има монопол над това работа, на ова класификација во Куманово и дистрибуција на газ. Би требало во некој време што поскоро малку повеќе да се занимаваме во кој правец да ви се помогне вам како менеджер на ова предпријатие и да се изнајде решение. Иначе вака гарантирам дека вие нема да излезете од овие загуби.
не од вашиот мандат и после вас да дојде некој друг директор, само загуби ќе реплицирате. И ќе се продаде ова јавно предпријатие само за да се покријат загубите. Ви благодарам. Ви благодараме на вас. Дали имаме други пријавени? Поведете директора. Благодарам, председателя, почитувани съветници, почитувани секретар на община Команово и други присутни. Значи, видно, имате занемарено дека овој тримесечен извештај за финансово работење на јавното предпријатие се работи за април, мај и јуни месец. Значи, моментално, како енергент природен газ се користи само за грејење. Разликава по водно-вкупните приходи, разликава од претходната година се дължи затоа што имаме набавено газ и е користен само во април месец и е фактуриран, односно потрошувачката на газ само за април месец, не е фактуриран во мај месец. Инаку, да искористам прилика да одговорам на советникот Валентина Ивановска, дека треба да критикува, ама го прифатил основа на критика, која би водела кон прогрес. Вакви паушални критики во однос на плати и така натака, што зборува за вработување, не прифатам, затоа што треба да прочитате закон за плати и придонеси, како се не рачуна платава, за да можеме да разговараме и која разлика ова, за да можете да констатирате дека има ново вработување. Инаку, по однос на доместоци кои се на управен и надзорен одбор, имаме закон за облигационни односи, член 353, кој вика дека застарување на долгот е од 3 години и евентуално ако овие калкулирани средства кои се во тримесечниот извештај, односно претходно за останато, на доместоци може да бидат наплатени со тушки, така да нема да има проблем во тој ден. Инаку, слушам дека за цело време ова предпријатие за губар и не знам, не се ширала дистрибутивната мрежа и така натаму. Мислам дека тоа не е точно. Очигледно е дека ние сме предпријатие во инвестиции, тоа е точно и тоа е факт. Предпријатие кој е во развој, предпријатие кој гради, предпријатие кој има примарна дејност, дистрибуција и снабдување со природен газ и градба на приложници. Дали имате занемарен еден факт. Ние, како јавно предпријатие Команово газ, имаме ексклузивно право да дистрибуираме газ на територија на општина Команово. Значи, такво друго како нас предпријатие не може да се формира на територија на општина Команово. Што значи тоа е покриено со лиценца за дистрибуција за цела територија, која е многу поголема од вложувањето. Што значи вредноста на предпријатието со самото поседување на оваа лиценца е многу поголема од вложувањето во самото предпријатие. И не се сложува дека треба предпријатието само, нели, 2/3 било плата, ова. Дали е факт дека градиме дистрибутивна мрежа од 500 метри на улица Пионерска? Дали имаме приклучено таму потрошувачи? Дали имаме приклучена колективна зграда која да гравитира на улица Октомвриска револуција? Дали имаме домаќинство приклучено и не само колективна зграда која е од 34 стамбени единици и 4 правни лица? Дали имаме приклучоци на Бранко Богдански Гуцман? Дали од ова година ќе користи средно училиште Каронаков и основно училиште Кочевецен газ? Значи не е баш така како што кажувате. Ги извртувате фактите дека ние не работиме. Ние по закон за енергетика сме должни да ја шириме мрежа. И шириме мрежа. Сега, за да правиме кампања, што кажувате, кампања, мислам дека треба финансиски средства. Нас, за развој на предпријатие, пошто зависимо од буџетот на општина Команово, ни треба сериозни финансиски средства. А за кампања на јавното предпријатие требате вие. Затоа што вие можете да биде промотор, а не вака со критики, со плукање кон предпријатиево, сакате да правиме кампања. Че вие треба да бидете главен промотор, пошто сте јавни личности. Исто така,
пошто спомнах советникот Сунчица, значи правиме напори да го направиме при Клучоков на 12-месечни рати без камата, да дојдеме поблиску до граѓаните, а наш бенефит или интерес ќе биде поголема потрошувачка на газ. И пак ќе се повторам, ние од приклучок од надомес като такса немаме никаков профит. Ние имаме профит 12% маржа за дистрибуција, продадена количина и снабдување на природен газ. Инаку, моментално, пошто газот ќе се набавува, има правник за либерализација на пазар, ќе се набавува на тендер, односно треба се распишува поставка за јавна набавка. Моментално што имаме од Макпетропром газ, газот се движи 21 дена нормален кубен газ. Значи, тоа е многу голема разлика. А имаме изградено доста дистрибутивна мрежа во централно градско подрачје, али јас не можам, нити јас како човек, нити менаџерскиот тим, нити предпријатиево, нити пак вие тука што сте, да ја смените куповната моќ на вредена. Значи, не е само да се направи еден приклучок од наша страна, да се изгради, да се монтира. После приклучоков е многу поголема инвестиција. Значи, да се купи котла, да се купи шпорет, дали шпорет ќе биде како крајна фаза на потрошувачка, да се купа друга опрема, радиатори и така нататък. Сметам дека ќе треба да ми се даде подршка, финансиска, мислам не на мене, на јавното предпријатие, се даде финансиска подршка, за да можеме нормално функционира. Како што знаете, предходнава година оснивачкиот влог е зголемен на 3,5 милиони денари, а годишна плата е 5 милиони. Али од друга страна, ако видите дека обврски према добавувачите се намали за 1 милион денари. Значи, тие средства со кои располага финансиски средства јавното предпријатие и побарување према купувачите се намали. Значи, не ви рекол дека предпријатиево не е во кондиција како вие што го замислувате. Сега ја не знам каква визија имате за ова предпријатие, дали сакате го угаснете, не знам. Значи, јас тврдам дека максимални напори менаџерскиот тим на предпријатието дава за развој на кислородна дистрибутивна мрежа како примарна дејност и приклучици. Благодарам. Ако немам нешто говорено, допуштено, поведете. Ви благодарам, директоре. Поведете колегата Станковски реплика. Но говора предходно колегата Арсич Александар контрареплика на колегата Османовски. Јас го испуштим негови, че не ја кршиме процедурата, колега Арсич ќе ви